Денес православната црква го чествува споменот на светиот апостол Вартоломеј Натанаил и на светиот апостол Варнава. Светиот апостол Вартоломеј Натанаил, еден од 12 големи апостоли. Вартоломеј и Натанаил по се изгледа се две имиња за едно лице. Името му е Натанаил, а Вартоломеј е според татковото име, односно значи син на Толомеј. Заедно со светиот апостол Филип и сестрата на Филип, девицата Маријам, и некое време и свети Јован Богослов го проповедаше Евангелието најпрво во Азија, потоа во Индија и најпосле во Ерменија, каде што и заврши маченички. Овие свети апостоли ја умртвија големата змија, која што незнабожците ја чуваа во храм во Јерапол и ја почитуваа како божество. Во истиот град му подарија вид на Стахи, кој беше слеп полни 40 години. Таму против нив се кренаа толпа народ и ги распнаа на крст и Филип и Вартоломеј, а Вартоломеј го распнаа со главата надолу. Тогаш затресе земјотрес во кој што загинаа злите судии и многумина од народот. Гледајки во тоа казна Божја, мнозина притрчаа да ги симнат апостолите од крстовите, но Филип веќе беше издивнал, додека Вартоломеј се уште беше жив. Потоа отиде во Индија, каде што го проповедаше и на индиски јазик го преведе Евангелието на Матеј. По ова преиде во Ерменија, каде што ја исцели од лудило царската ќерка. Но братот на царот Астијак завидливо го фати и го распна Божиот апостол на крст. Потоа му ја одра кожата и најпосле му ја одсече главата во градот Албанопол Ерменски. Неговото тело христијаните го погребаа чесно во оловен ковчег. Бидејќи на неговите мошти се случуваа многу чуда, незнабожците го зедоа ковчегот и го фрлија в море, а водата го донесе ковчегот до островот Липари, каде што епископот Агатон по откровение во сон го дочека и го погреба во храмот. Свети Вартоломеј му се јави, облечен во бели ризи, на свети Јован химнограф црква и го благослови со Евангелието, за да пее духовни песни. Нека потечат од твојот јазик водите на небесната мудрост. Му се јави уште и царот Анастасиј и му рече дека ќе му го чува новосоциданиот град Дура, подоцна, по нападот на арапите на островот Липари. Моштите на овој голем апостол беа пренесени во Беневент, па во Рим. Над нив се случуваа големи и страшни чуда. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј,
Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Господи помилуј, 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 Господи помилуј. Господи помилуј, 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 Господи Светиот апостол Варнава, еден од 70 апостоли, роден на Кипар од богати родители од племето Левиево, и заедно со Савле се учеше кај Гамалиил. Името му беше Јосиф, но апостолите го завикаа Варнава, што значи син на утеха, зашто вонредно умееше да ги утешува човечките души. Кога Савле се обрати, тој прв го внесе меѓу апостолите. Потоа со Павле и со Марко го проповедаше Евангелието во Антиохија и по други места. После изгледа тој прв проповедаше и во Рим и во Милано. Пострада на островот Кипар од евреите и Марко го погребаа на западните порти од градот Саламина, со Евангелието на евангелистот Матеј на градите, кое што самиот рачно го препиша. Неговиот гроб остана непознат неколку векови, но со оглед дека многумина добива исцеление на тоа место, се нарече место на здравието. Во времето на царот Зинон, кога беше Халкидонскиот собор, апостолот му се јави на кипарскиот архиепископ Антим, и тоа 3 пати во 3 ноќи, и му го објави својот гроб. Ова стана токму во времето кога властолюбивиот патриарх Антиохиски Петар бараше кипарската црква да биде под власта на антиохиската столица. Но појавувањето и од